Место денес да даваме субвенции во земјоделието, што мислиме тотално погрешно, и некои субвенции нормално се даваат на неправи земјоделци, и тука нешто постои некој криминал, и луѓето што се одговорни за давање на овие субвенции, тие одлучуваат одредена група, Министерството за земјоделие, не е ни битно кој одлучува, и добиваат одредена група на луѓе, но сите тие не заслужуваат да добиваат субвенции, и субвенциите сами од себе не се доволни. Ако ти на литра млеко му даваш 5-6 денари, а млекото му го откупуваш за никакви пари или воопшто пченицата и така натаму, не може да ги спаси земјоделците. Ние затоа викам овие задруги треба да постојат, и како демократи предлагаме кога зборуваме за земјоделието две најважни работи. Државата додека го зајакни земјоделството за наредни 5, 10, 15 години до 20 да гарантира откуп на производите и цена, каде што земјоделците ќе работат со профит. Не да ги чуваш, зборувам прави земјоделци, не некој што има четврт или пола хектар земја и да се рачуна, тој не е земјоделец. Тој е нешто што може малце на пазар да прода или за себе да си одгледува. Зборуваме луѓе што имаат поголем број на крави, на овци и така натаму. Луѓе кои што имаат